со мене, искрен да бидам, историјата како да се повторува и како фудбалер и како тренер. Не треба ја да зборувам, добро знаете вие сите што сте тука, што значи овој клуб за мене. На тој состанок бев повикан во име на спас на победа ли, јас во тој момент не можев да прифатам на тој начин таму како што се разговараше. Јас овој клуб го знам само за успех и за ништо друго, кога сум бил тука. Искрен да бидам, не бев од почеток за Врајчај, може некој многу имам пријатели што ми се јавува, што ми се јавувале во овој период, кај што ми рекле дека правам голем ризик. Ризик беше и претходниот пат кога бев тука, али во координација истата вечер кога бев повикан со играчите, каде што јас искрено не знаев што се случува, не бев тука, бев надвор од државата и не знаев што се случува во клубов, внатре во клубов, инаку резултатите ги гледавме сите и на сите не беше сеедно на тоа што се случува во клубов. Со координација со играчите, поготово со капитенот Дарко Тофиловски, имав состанок пред да прифатам јас, видов од нивни агол каква е ситуацијата во клубот и бев на некој начин убеден и од нивна страна дека мора да покушаме овој клуб повторно да се спаси. Јас тие услови, односно барање што беа од играчите побарани, ги поставив за услов мој да се вратам во клубов, да можеме сите заедно да покушаме да го вратиме клубов, а не да се размислува за отпаѓање или било какви работи. Да, знам, ситуацијата е тешка, али ако не се обидиме сега и во овој момент, и кој друг ако не ние играчите и јас како не тренер. Рецептот го знаеме кој е од ланската сезона, разговаравме доста овие 2 дена на тренинг, запознаени се играчите, јас како размислувам, мој најголем успех ќе биде да се крени екипата на психолошки план, кај што гледам дека е многу падната, дали од финансиски побарување, кај што е број 1 и сето следствено на тоа што се случувало во тој период. Се договоривме во собликувална да имаме план со играчите, кај што се надевам дека и лани не го обзнанивме планот кој е во собликувалната и не сме никој тој да го знае. Тоа се знаат играчите само и јас како шеф на случен штаб и се надевам дека ќе успееме како минатата година да се спасиме, затоа што овој клуб не го заслужува тоа да биде во втора лига, па и во трета како што беше. Јас на почетокот кажав историјата се повторува. Јас се вратив да играм во победа во трета лига, па успеавме да го донесеме со сите инволвирани во клубот. Не сакам јас таа заслуга моја да биде од сите управи, сите уназад што биле во управа, во стручен штаб, сите се надевам дека му мислеле доброто на клубот. Јас се вратив исклучиво само да покушаме да се вратиме на правиот пат кај што треба да биде победа. Тоа е освојување на титули. Јас во ниеден момент и претходниот имам слушано многу шпекулации дека ние не се надевале сега одиме во Европа, не, мораме да направиме. Ја и тогаш бев гласен и јасен и гласен дека победа прво треба да биде стабилен прволигаш, стабилни школи и се на тоа понатаму ќе си дојди самата и Европа и титули. Ние мора да бидеме искрени до крај. На почетокот на сезоната направивме конкурентна екипа на Вардар и на Шкендија. Сето натаму, знаете што се случуваше, не треба ја да повторувам. Сето натаму што се случуваше беше само почнавме да се враќаме на тие стари навики на аматеризам, а јас тоа не можев да го поднесам и бев малце во конфликт со скоро сите. И на крај затоа јас го платив најголемата цена. Сега затоа ви кажувам, сите се потребни на клубот, сите во цел град, мора да се обединиме ако сакаме нешто да постигнеме. Се друго е залудно и мислам дека на крајот денов и од сезоната ќе бидеме сите заедно победници, а најмногу играчите, затоа што не е лесно да бидете играч на победа во било кое време. И има тука многу постари новинари кои се играле во 70-тите, 80-тите, па ни сега не е лесно. Победа е голем клуб. Не знам тоа спортските работници во Прилеп што се уназад и сега како го разбира душата на овој клуб. Значи мора да разграничиме, победа не е малски клуб, па некој да си тера од друга страна
лични интереси, нема пред се треба да биде клубот и играчите во преден план ако сакаме да има успех во иднина. Градот на спортски план, јас само за тоа можам да одговарам, за спортскиот дел, може да очекува борба до последен момент, до последна капка од пот од играчите, дека ќе направиме се да се спаси клубот. Има 39 бода во игра, ние си имаме една цел зацртана во соблигувалната, кај што треба бодови да освоиме, се надевам дека ќе успееме во тоа. 13 кола има до крајот. 13 кола има до крај, има 39 бода во прашање, па ќе видиме. Знаете, 13 коло победа беше четврта на табела и полуфинале на куп. Значи од тогаш кога почна кризата, затоа во тие разговори таму и водевме, јас му кажав на управата дека на некој начин ние имавме контролата на екипата до 13 коло. Сето натаму имаше многу проблеми, не сакам да се навраќам, али екипата треба да бидам некоректно да кажам дека е многу драстично ослабена, али не значи па сега дека нема квалитет. Напротив, има квалитет, значи 50-60% од играчите се останати, има и нови играчи кај што мора, јас кажав, најголем проблем е психологијата на играчите сега. Значи, најголем успех мој ќе биде да ја крениме на психолошки план, затоа што искрен да бидам, не е исто да играте фудбал во Победа, пример, или во било кој клуб, помал клуб, да не шпекулирам сега Вардар Шкендија. Сето Победа мора да биде од психолошки план на такво ниво се игра во Победа. Значи, уназад, знаете вие, по старите новинари имало играчи кај што играат во пример Варда, односно во помали клуби или најдобри, во Победа кога ќе дојде едноставно заборава фудбал. Таа е таа психологија кај што има притисок, голем град, голем клуб, титули. Победа се познава по титули, не по овакви работи.